вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. По Кина, американскиот председател замина за Јужна Кореја. Државната секретарка на Соединетите Американски држави е во ненајавена посета на Авганистан, а во сомалиските води уште еден пиратски напад. Јужна Кореја е последната станица на азиската турнеја на Обама низ 4 земји. Според најавите за време на престојот во Сеул, приоритети на дневниот ред на американскиот председател ќе бидат трговски прашања и Северна Кореја. А предходно истиот ден, на финалната серија разговори и работниот ручек со кинескиот премиер Вен Џиабао, Обама ги оцени средбите со кинеските лидери како продуктивни. Вен пак кажа дека посетата на Обама е од далекосежно значење и изрази надеж дека ќе ја подигне американско-кинеската соработка на ново ниво. Обама пред заминувањето го посети и кинескиот зид. Искажувајќи ги впечатоците од посетата, Обама рече дека се работи за спектакуларно здание и подсетник на древната историја на кинескиот народ. Хилари Клинтон пристигна во Авганистан пред инаугурацијата на председателот Хамид Карзаи. На незиното прво патување во Авганистан во функција на државен секретар, Клинтон се очекува да се приклучи на високи личности и афганистански лидери на утрешната церемонија на инаугурација во Кабул. Самата инаугурација се планира како мала свечаност. Западните сили внимателно го наблюдуваат председателот Карзаи, барајќи знаци дека тој е сериозен за борбата против корупција во неговата влада. Силите за борба против пиратството на Европската Унија велат дека сомалиските пирати го нападнале Маерск Алабама, брод со американско знаме што пиратите го грабнаа порано годинава. Според соопштението на морнаричките сили на Европската Унија, пиратите употребиле автоматско оружје, а нападот се случил на околу 650 километри од брегот на Сомалија. Од Маерск Алабама жестоко одговориле и нападот на пиратите пропаднал. Овој брод беше грабнат на 8 април, кога американскиот капетан Ричард Филипс беше киднапиран и држан на спасувачки чамец како заложник 5 дена. Единица на американската морнарица ги нападна пиратите, уби тројца од нив и го ослободи Филипс во ноќна акција. Овој пат на бродот биле поподготвени. Администрацијата на Обама најави создавање на работна група, чија цел ќе биде борба против финансиска проневера. И во администрацијата на Буш имаше слично тела, но генералниот правобранител на Соединетите Американски држави вели надлежноста на ова е поинаква. Ерик Холдер, американски генерален правобранител, ќе раководи со ова тело. Еве што изјави тој при објавувањето на веста. Мисијата на оваа работна група не е само да ги повика на одговорност оние кои помогнаа во создавањето на финансискиот хаос, туку да се спречи слично нешто во иднина. Со казнување на криминалците за нивните акции, ние испраќаме силна порака на секого што сака да профитира од несреќата на друг. Создавањето нова тело на највисоко ниво доаѓа во време кога администрацијата се справува со слабата економија, но и со лутата јавност заради големите бонуси разделени на Wall Street. Но тука е и скандалот со Бернард Медов, сега во затвор, за чие дело се критикуваат регулаторите кои дозволиле најголемата проневера во историјата на САД да се случи. Со добро водена мисија ние ќе промовираме интегритет на нашите пазари, ќе ги заштитиме ресурсите на даночните обврзници, инвеститорите и компаниите кои работат според прописите. Работната група ќе вклучи представници од различни федерални агенции, кои заедно ќе работат во истражување на кривични дела од проневера со стамбени кредити до внатрешна трговија со акции. Секретарот за финансии Тимоти Гајтнер вели дека администрацијата исто така планира да иницира финансиски реформи за обесхрабрување на проневери пред тие да почнат. Треба да сториме се да ја повратиме вербата во системот, а централен елемент во тоа е создавање посилни и поумни правила, што проактивно ќе се спроведуваат. Ова тело го заменува она на администрацијата на Буш, формирано по колапсот на корпорацијата Енрон. 180 милиони луѓе во светот имаат диабетис. 90% од нив се со диабетис од типот 2, што е предизвикан од неспособноста на телото да произведува инсулин. Научниците последните години работат на лек против оваа болест и сега веруваат дека го нашле во вид на хормон излачен од масните клетки. За ова откритие во приложение.
Може да се каже дека диабетисот е резултат на храна богата со маснотија и шекер или недостаток на физичка активност, или двете. Колку подебели стануваат луѓето, толку поголем е ризикот од диабетис. Така барем се мислеше досега, заради што лекарите советуваат диета и вежбање. Но истражувачите открија нешто интересно, дека високо ниво на еден хормон што произведува масноти и не е така лоша работа. Роб Ван Дам е од Харвардската школа за јавно здравје. Мислевме дека маснотиите што ги имате на телото само седат таму, дека ништо не прават. Но тие лачат разни сигнализирачки молекули, од кои адипонектрин се чини дека е особено важна. Научниците знаеле за овој хормон што произведува маснотии веќе подолго време, но Ван Дам и неговите колеги откриле, иако се уште не знаат зошто, дека пациентите со високо ниво на адипонектрин имаат помал ризик за диабетис од типот 2. Тој е од корист за работата на црниот дроб и мускулите и ја зголемува инсулинската чувствителност и се чини дека намалува воспаление. Ван Дам тврди дека врската меѓу адипонектринот и помалиот ризик од диабетис е конзистентен, без оглед на индексот на телесна маса на поединецот, полот или расата. А тоа пак ја зголемува надежта дека болеста може да се лекува, па дури и да се спречи. Истражувањето е објавено неодамна во журналот на Американската медицинска асоциација. Утре во Newsflash, хула-хоп за фитнес, тренд што се враќа во САД. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.